членот 68 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. На крајот ќе образложам зошто. Имено, денешнава седница за втори пратенички прашања беше закажана за од 11 часот, започна во 11 часот и 35 минути. Понатаму, на барање на координаторот на пратеничката група на Алтернатива, дадовте пауза од 11:50 часот до 13 часот. Продолжението започна во 13 часот и 20 минути, потоа дадовте во 14 часот пауза за од 15, сега е 15 часот и 10 минути. Одземени се досега вкупно 140 минути, се надевам за 2 часа ќе бидат одземени уште 60. И што ќе преостане за опозицијата, самиот председател, кога му одговараше на процедуралното на колегата Скендер Реджепи, му кажа дека ја крати можноста на опозицијата денес да се обрати до власта, да поставува прашање, но за само 1 час од тоа видовме дека непотребна пауза се прогласи за пауза, после 70 минути ќе продолжиме. Јас навистина не знам како овој ден ќе се смета за работен, наместо 7 ќе станат 4,5 часа работни. Едноставно ова е навистина доказ за тоа како ова влада е транспарентна, како се работува, како е отворена со опозицијата, но не само со опозицијата, туку и со целата македонска јавност. Очигледно власта денес е присутна во Собранието за да си направи кафе муабети по канцелариите со своите пратениците од ова парламентарно мнозинство, кои што еве се уште ги нема во салата, едноставно доказ да види целата македонска јавност како власта се однесува, како избегнува да одговори на многу прашања кои што изминатиот период, особено во овој истекнат нецел месец од претходната седница на пратенички прашања, имаше многу случувања, дали на овој начин ќе ги избегнете одговорите и вака докажувате дека вие сте подготвени да бидете отворени и транспарентни. А само ќе ве потсетам, во вашата програма, онаа која што можеби некој веќе и сака да ја заборави, она славна план за живот од 2016, на вашата 23-та страница од тој план за живот, имавте ветено дека не еднаш месечно, туку еднаш неделно ќе има пратенички прашања. Вие ни еднаш месечно не ни овозможувате нас како пратеници на опозицијата да ви поставиме прашања, а уште помалку да добиеме конкретни одговори. Ова навистина на ништо не личи и затоа ќе се повикам на членот 68 став 4 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, каде стои дека седницата на Собранието се одржува во време од 11 до 18 часот со пауза од 1 час, ако председателот на Собранието за одделни седници поинаку не одлучи. Јас го повикувам председателот, односно во случајов подпредседателот, денес да одлучи оваа седница да заврши, тогаш кога ќе заврши со прашање и последниот пријавен пратеник за поставување на пратенички прашања. Во спротивно, само ќе докажете дека навистина не сте транспарентни и избегнувате од соочување со прашањата кои што опозицијата ги има да ви ги постави. Ако опозицијата во овој парламент можеше да работи за време на претходните празници, за време кога се решаваше случајот со Гама, оној кој вас многу ви беше потребен, кога работевме 21 час, бараме и сега да одлучите да се работи до последното поставено прашање од последниот пријавен пратеник. Во спротивно, докажувате дека бегате на вистината. Ви благодарам. Во процедуралниот дел